додека надлежните водовод и град Скопје молчат. Министерката за животна средина радосно најавува дека за најмногу 2 месеци ќе почне изградбата на Скопската пречистителна станица во атарот на Трупарево. Како што веќе објави Телма, проектот од околу 200 милиони евра од кредити и грантови ќе го работат германската компанија ВТ и домашната Жикол, кои на тендерот го победиле турскиот конкурент Кузол. Но договорот се држи во тајност, а градските власти не објавија ниту како ќе се гради, ниту кога треба да биде завршена станицата, ниту како ќе се контролира изградбата. Ниту денеска директорот на Водовод Драган Илиевски не одговори на нашите повици, а нема ниту одговор од градот. Министерката Шукова вели дека имало определени потешкоти, поради што тендерот се одложил. Имавме промена на градоначалник на град Скопје. Најверојатно им требаше известно време за да поминат низ процедурите, да ги проверат и во тој дел настанаат фактички дел од несогласувањата. Меѓутоа, се е добро кога ќе се заврши добро на крај. Сега сите сме партнери, заедно треба да го спроведеме процесот. Очекуваме целосна поддршка од градот Скопје, секако и од јавното предпријатие. Министерството е тука на располагање за се што треба. Поради тендерот се распадна Скопската коалиција на градоначалничката Данила Арсовска и ВМРО ДПМН, кога Арсовска ја обвини партијата и Мицкоски за ставање на рачињата во медот. На крај на тендерот сепак победи германската фирма, иако неофицијално градоначалничката сакаше победа на турската. Станицата ќе ги прочистува отпадните води од главниот град, а корист ќе имаат над половина милион граѓани.